Ние нема да го обесиме. Тоа е политичката цена што ја плати за тоа. Па сега, ја не сум учествувал во тие квалификации, мислам во тие постапки, но Рамис Мерко денеска не е во органите на ДУИ. Добро, ако имате нешто, имам прашање. Па, видите, очигледно е дека кога ни одговара е окей, кога не ни одговара не е окей. Ама тој е оној дел кој што аз го зборував преска за политиките на ДУИ. Струга е на општините кој што е лидер по иселување, 24,3% има намалување на население. Сето тоа допринесува луѓето да се чувствуваат неубаво и да се одат од Македонија. И прашањето е дали конечно ние ќе тргнеме во насока да ги решаваме проблемите или ќе ги поддржиме процесите кои што се почнати во насока на решавање на проблемите или ќе се задржиме на тоа судство, обвинителство, етнички, вакви таки, се изморивме од тие прашања. И мислам дека не само ние, и народот веќе е изморен од тие прашања. И јас пак се навраќам на моментот. Ајде да видиме кои се стратешките определени интереси на државата за сите. И дајте да се договориме што ќе правиме во следните 20 години. Ние мораме да се справиме со корупцијата. Добро е што нашите стратешки партнери, например евроамбасадорот, признава дека има значително подобрување во борбата со корупцијата. Пред некој ден имаше изјава. Сега, дали е доволно? Не е доволно. Некој систем кој што 30 на години е инсталиран во држава, вие не можете преку ноќ да го смените. Но ако не почнеме од самите себе, никако нема да го смениме, без разлика која политичка гарнитура е во власт. И било кој да дојде во Македонија, ако ние не почнеме од самите себе, системот таков како таков, ќе се продолжи. Еве, мислам најкратко. Колку и да имаш добра волја тоа да го решиш, не можеш да го решиш. Еве, сега ќе ви објаснам, ќе ви стане јасно зашто ви го кажувам, зборувам за корупција. Видете ги листата на земјите по GDP, мислам од највисоките до најмалите. Тоа е право пропорционално со степенот на корупција. Земјите што се поразвиени немаат корупција. Земјите што имаат помал развој имаат повисока корупција. И тоа е право пропорционално. Апсолутно видете ги по статистички анализи. Сега, колку и да сакаш, ако нема да создадеш предуслови за да се реши тоа, нема да го решиш. Баш еднаш го имавме со косовските институции ова прашање, го зборевме долго. Никој не се сомневаше тамо дека премиерот е корумпиран, владата. Но уште се полошо од нас рангирани во Transparency International. Значи, не зависи од волја. Ти сега, ако му даваш на еден судија да одлучува за 10 милиони евра спор и може да добие голема сума на пари, а прима плата од 1000-2000 евра, колку е веројатноста тој да не се корумпира? Рековте дека нема услови за здрава борба против корупција. Не услови. Треба да работиме да се тргнат причините. Не да се занимаваме само со последиците. Добро, сега да кажете, побогати да бидат граѓаните, го зборевме тоа многу одамна неколку пати. Јас лично инсистирав за неколку битни работи да се случуваат во државата за да се почне да се решават. Не можеш да ги решиш за еден ден овие проблеми. Еден од клучниве е дигиталната администрација на сите нивоа. Видете што направила Естонија, видете што има направено Турција. Имат направено дигитални идентитети за сите луѓе. И сега што се случува? Например, ако иде инспектор во ова дискотекава што таму кај трагедијава и одма на лаптопот, на телефонот ќе му се појави дека ова дискотека нема лиценца, нема потреба тој да прашува па да интервенира, да ургира еден друг, трет, пети, да се корумпираат. Мислам, целиот систем да се дигитализира, ти ја намалуваш за огромен дел потребата и можноста да се корумпира. Ако не го промениме само ова значи дека ја поздравувате дигиталната стратегија која што беше усвоена пред месец дена од владата. Дигиталната како што јас ве разбирам покажувањето. Дигиталната стратегија искрено не сум ја прочитал, но знам како беше нашиот проект што не успеавме да го реализираме. Ја ви кажувам, ја поздравувам, сериозно имам прочитано и сериозни се заложбите за дигитализација. Верувај дека било што да е потребно, ние ќе помогнеме во тоа и од позиција на опозиција, мислам од ваквата позиција кај што сме сега. Оти знаеме дека тоа ќе има голем придонес за развојот на општеството. И еден од предусловите да се тргне, да се намалат потребите и можностите за корупција на одредени структури на сите нивоа во државата. Сега,
Има неколку ред на некои предуслови што треба да се решат за да се намали корупцијата. Не може со добра волја тоа да се направи. Добро, и тогаш зашто ништо не најмногу направите? треба добра волја. Зашто ништо не направите? Дека сега извинувам што ви се обраќам директно на вас. Да. Имате партиска висока функција, заради тоа имате политичка одговорност, за тоа ве прашам вака директно. Што направите вие тоа да се реши? Значи 20 години во власта и си ги констатирате проблемите кои што се најосновни за решавање. Сега и ние ќе седиме и ќе ве слушаме да си ги констатирате проблемите. Кажав од почеток, вие секогаш ни се обраќате на нас на ДУИ како ние да сме имале апсолутна власт во државата. Некој има некој ЦДСМ или ВМРО и да прашање ќе ги добија. Секогаш прашање ќе ги добија. Сме се потрудиле, тама работа ние да ги решивме сите проблеми по инаква ситуација. И не велам дека ДУИ нема, сме безгрешни, имало грешки колку сакаш и кај нас. Тоа ми беше преска Обетов, но секако дека структурата, менталниот склоп, мислам тој колективниот ум на ДУИ апсолутно не е така како што се представува во јавноста. Мислам имаш далеко поквалитетни луѓе од многу други партии и далеко подобри идеи и подобри намери за решавање на проблемите во државата. И тоа ќе го покаже времето, ќе видите дека не било така црно све како што беше представено со неверојатна пропаганда во изминатиот период во јавност. Мислам, јас посакувам да го замени Тартан Груби во однесењето во политики на ДУИ, конечно ДУИ да мрдне малце напред. Нас суштински ни треба добра волја. Све почнува од тоа. Ако ти немаш добра волја да ги решаваш проблемите, нема да ги решиш проблемите. Тоа е потребно, но недоволно. Баш во теоремите кои сме ги докажувале. Сега, потребен и доволен услов има. Потребен, но недоволен. И доволен услов е за да се почне. Ама ние не зборуваме за реформи. Што е самиот збор? Реформа е промена на формата. Ние зборуваме за суштина. Суштината е промената во колективната свест, промената во однесувањето на поединецот, промената во однесувањето на, не знам, од тебе сам од универзитетски професори до новинари, до доктори, до најобичниот граѓанин, најобичниот работник во некоја фабрика. Нас тука ја гледам јас суштината во промените. И да, ако гледаме така дека не ни треба добра волја, ништо не можеме да смениме. Ние само ќе сменуваме формата и ќе биде како до сега. Ама гледаме дека може да биде и поинаку последниве 10 месеци. Пак ќе кажам, дали е доволно? Не е доволно, но гледаме дека институциите функционираат. Гледаме дека инфлацијата е сталожена, немаме веќе инфлација. Тоа нема врска сега. Гледаме дека има пораст после трагедијата. Не, последниве 10 месеци некако полека и ние и претходно имавме за корупција апсење. Извештајот на Transparency International во кој што сме веќе демократија со недостатоци од претходно. Евроамбасадорот во континуитет, американскиот амбасадор во континуитет ги поддржуваат политиките за борба против корупција. Колку и има тоа е една од градоначалници од ВМРО, еве 4 години е ВМРО во општините на власт, колку има градоначалници или било кој од сега од луѓе од ВМРО да речеме со обвинение или уапсени? Еве ова одговорете. А колку скандали имате вие за тоа? Ајде дайте ми еден скандал. Па не, еве еден скандал. И сега пак се навраќаме на моментот. Вие бевте на власт. Полиција, обвинителство, судство, финансиска полиција, до пред 8 месеци, 10 месеци, вие бевте на власт. И се знаете како е, малце по мене е чудно кога вие сте на власт да ќутите и да седите и сега кога сте опозиција да викате колку се уапси. Имавте шанса, што не ги уапсивте. Не, ама никош нема ако правеле криминал и од наша страна таман работа. Ако правеле криминал и корупција, зошто не сте ги уапсиле? Не, апсолутно. И тоа е доволен доказ дека луѓето работеле посветено немало. Како ние да апсиме? Како вие сте биле на власт институција. Вие се пазете, грешка. ДУИ, еве не вие ДУИ. Не, чеки. Зошто МВР не покренала истрага? Зошто финансова полиција не покренала истрага? Обвинителството, Јовевски, сега не знам како се вика новиот обвинител, не само не знам како се вика, беа кадер на СДСМ и на ДУИ, вие ги гласавте во парламент. Кажавте дека политиката не треба да се меша во судството, вие ги водевте институциите. Никогаш немало политички прогон од страна на ДУИ. Знаеш, само вака. Мислам, ако ги гледаш од античката филозофија до Ниче, од Платон до Ниче, прогонот од маздата покажуваат слабост. Ама за ДУИ никогаш не се занимавало со тоа и нема да се занимава. Мислам, има институции што треба да се занимаваат со тоа. Политиката треба надвор од правниот систем и од другите, мислам, од третиот систем. Политичари од ДУИ ги воде институциите, не ги водев јас. Политичари од ДУИ. Значи вие кога генерирате или креирате ДУИ не правил никогаш политички прогон, да сте сигурни. Ама не зборуваме ние зошто се сведувате на политички прогон. Ние зборуваме за нормално функционирање на институциите. Ако нормално функционира институциите и се бореа против корупција, ниту Ласкарци, ниту Беса, ниту Друмотранс, ниту модуларната болница, па најмалку ќе го имаш ово Кочани.
Ако нормално не Сега, функционира институциите и се вака, бореат против Фали корупцијата. само да не обвините и за Ама не ви авионските несреќи дујде да ги правила и тоа. Ама не ви обвинувам, са кој ви обвинува вас? Може и Зборувам тоа. за функционирање на институциите. Зошто секој напад кон нефункционалност на државата лично го доживувате? Не го доживувам, а вие не обвинувате Ама не така. го обвинувам, јас зборам за ако функционира институциите, а не го спомнав Дуи. Сега, ако ја имате мувата на капата, Не, тоа е не, веќе друг немаме момент. никаква Тука јас мува на веќе не капата. можам ништо да Не, зборам за точно. Дуи, не зборам за лично вас. Зборувам за Дуи како политичка структура. Добро, ни следуваат локалните избори, според многумина начинот на кој што ќе се бираат кадрите за идни градоначалници и советници ќе биде еден доказ за тоа колку политичките партии се спремни тие да се променат и да го променат начинот на кој што ќе се владее. Првото прашање, имате контакти со Таравари? Па не сум сигурен, мислам имало со сите чинители имало со сите Бидејќи тој партии. кажува канали на комуникација. Канали на комуникација, секојдневно се среќаваат пратеници на различни нивоа со сите други партии во рамките на собрание на различни нивоа, но секако дека е тоа добро кога се комуницира, кога се зборува за одредени прашања, не верувам дека некој лошо гледа кон тоа. Прашањето ме дали има тенденција на укрупнување на Европскиот фронт со крилото на Таравари. Ние сите во последниве анкети што сме ги правеле, ние стоиме за околу 40 до 45% како Дуи зборувам, не како фронт, подобро од цел Влен. Сега, ако може да се укрупнат коалициите и да биде тоа во функција на решавање на проблемите на граѓаните, да биде секако во функција на подобрување на животниот стандард, но секако како политичка партија и да победиме сам далеко од тоа дека ова го занемараме да победиме во одредени општини, секако дека да, но зависи од многу предуслови, треба да има преговори, треба да има многу други предуслови за да се случи тоа. Ние и сам како Дуи ги победуваме без никаков проблем скоро во сите општини. А тоа вашите интерни партиски анализи го покажуваат или? Сите анкети. Видовте и јавните анкети покажуваат. Ние сам на една Бидејќи од Влен нивните анкети покажуваат дека некако изедначено од тоа. Сега не видете ги овие анкетиве што беа од неутрални агенции направени, што беа во јавноста пласирани, ние бевме околу 13%, цел Влен беше 9%. Како Дуи зборувам 13%. Добро. Да видите вака. Прво, и тука можеме да се сложиме. Диалог мора да има помеѓу политичките чинители, без разлика дали сте власт и опозиција. На крај да почнат со пиење кафе, па по некој време ќе скршат некој муабет во насока на решавање на натрупаните проблеми кои што се 30 години. Од аспект на локалните избори, мислам дека во македонскиот политички блок е јасно. Значи СДСМ ко политичка партија од некои 70.000 активни членови 2021 сега е сведена на 18.000. Мислам дека таму катарзата ќе продолжи до локалните избори уште поголема ќе биде. ВМРО ДПМН мислам дека ќе биде суверен победник во македонскиот политички блок. Сега, многу ќе биде интересно што ќе се случува во албанскиот политички блок од два аспекти. Прво мислам дека Дуи сега целата приказна ја става на да си го поврати легитимитетот. Бидејќи веќе споменавме, не може да се повикува од претходните избори на легитимитет ради албанските, турските партии, така натаму. Не е точно тоа, апсолутно не е точно. Сега, мислам дека стратегијата која што се кова во позадина е како Дуи да се го поврати легитимитетот во албанскиот политички блок и да победи со тоа после локални избори да го наметне прашањето за влез во влада. И тука имаме два моменти. Првиот момент е дали ќе му дозволи Влен да го направи тоа. Јас уште после парламентарните избори кажав дека само Влен може да ги врати Дуи на власт и му сугерирав јавно да се направат една политичка партија, да се направат процедури внатре и договори, не го направија. На добар пат ли се да ги врата Дуи? Па мислам дека најмногу ќе зависи од луката на Мицковски. Тука мислам дека ќе биде Мицковски ставен во една малце нелагодна позиција, заради тоа што Дуи ќе се повикува на кредибилитетот од локалните избори, но ние ако се навратиме 3,5 години предходно, ВМРО ДПМН суверено ги победи локалните избори 2021 година, па Дуи тогаш не седна и не се замисли да рече чекај, овие се победници, дај да седнеме да разговараме во услови кога ВМРО ДПМН имаше повеќе пратеници во парламент и Дуи можеше со ВМРО ДПМН да направи постабилна коалиција во тој период во интерес на Република Македонија. И мислам дека тука Мицковски ќе се крши околу одлуката дали од позиција на премиер ќе ги решава внатре проблемите во самиот Влен или усијаните глави во Влен, или ќе коалицира со Дуи да ја стабилизира владата на
патот на промени по кој што е тргната Република Македонија. И мислам дека нема воопшто да има лесна одлука и во овој момент превирањата во Влен уште толку му ја отежнуваат од таа одлука. Искрено, ние не правиме вакви калкулации, ние секогаш сме се потруделе баш во последниот период наискрено да излеземе пред албанските гласачи, да ја понудиме нашата платформа. Воопшто нашите одлуки не зависат од вакви калкулации, верувајте, дека тоа ќе биде далеку поискрена политика во наредниот период. Добро, во хипотетичко сценарио кој се остварат... Само едно прашање, а од претходните платформи колку процентна реализација имате? Чисто, мислам, за мене си прашувам. Знаете како и политичките платформи пред избори е едно, после избори е друго. Сте правиле ли анкети и истражувања колку реализација имате? Јас сум ги гледал за македонскиот блок, можам да ви кажам од изборни програми колку се реализирани. За албанскиот блок не сум ги гледал. Цело време се така го квалификувате тоа како да ДУИ имало апсолутно мнозинство и во влада. Врз основа на нашите политички програми, после се прават коалиции. Не мора да значи зборуваме се за локалните избори, претпоставам. Локални избори, да, зборуваме за локални избори, онаму каде што имате градоначалници. Тие се основни анализи за да направите чекор понатаму. Вака, еве да ви кажам во тие општини кај што еве сега опозицијските партии тогаш победија. Гледајте Тетово што се случува. Дали е подобро нешто од тоа што беше порано? Дали другите општини да не ги набројувам? Апсолутно не е така. Сега проблем, тоа е системски проблем што ние треба сите да седнеме и да го решиме како општините да преживуваат и некако да почнат да функционираат. Оти таму нема систем. Таму е све анархија, све е импровизација, мислам. Замисли општини со 20 и кусур милиони, 30 милиони долг, нема таму, не се зборува. Мислам, ќе се чудат луѓе во кои ќе спомнеш збор одобрение за градба. Све на диво се гради, за многу општини зборувам се, не само за одредени. Мора да седнеме да направиме саглам систем, бидејќи ДУИ ја немаше таа можност за све да одлучува во државата до сега. Мислам, нашата политичка волја секогаш била добра, не зборувам дека не сме правеле грешки, имало многу грешки. Но суштината, основата на политиките, на нашата политичка доктрина беше да помогнеме во све што може да се помогне во државата. И ќе се уверите дека во иднина дека целата таа црна пропаганда против нас беше оркестрирана и намерна за некако... Сами си ја направија членците на ДУИ. Однесувањето на Артан Груби, играњето фудбал. Целиот тој наратив кој што го наметна е од позиција на некаква си сила на прв. Не кажувам дека немало грешки до сега. И тогаш јас тоа го критикував и кажав дека ќе биде сериозен проблем за ДУИ ваквото однесување на Артан Груби. Немој да мислите, вратете се барем. Во денешно време можеме да ги вратиме емисиите да видите дека и тогаш сум го зборувал истото. ДУИ сам си го направи проблемот и сам си навлече еден куп бес од сите останати граѓани во Република Македонија, точно ради тоа несоодветно понашање. Затоа јас ви реков, ми се свиѓа што конечно почнало нешто да се менува таму. Ја стварно би посакал да го замените Артан Груби на местото подпредседател, на вистинското место подпредседател во ДУИ, зашто така само може да се сменат работите. Ако пак се ние навратиме на оној турбофолк национализам кој што гледавме, ќе продолжиме да тонеме во оваа калва која што се наоѓаме сега. Добро, како ја оценувате состојбата во општините каде што ВМРО-ДПМН има градоначалник? Видете, прво, бидејќи општините тонеа во долг, СДСМ пред 2021 ги раздолжи општините, па сега гледаме дека градоначалниците од ВМРО-ДПМН се жалеа дека пак се задолжени општините, имаа можност сега да конкурираат за проекти, да направат нешто во интерес на граѓаните. Не можам јас да кажам за сите општини. Но она што можам да го забележам и присутно го гледаме секој ден, дека нема скандали кои што ги пратат. Ајде кажете ми кој градоначалник на ВМРО-ДПМН не го прати некој скандал? Тоа е за поздравување, меѓутоа дали е доволно? Видете, тука сме апсолутно сложни дека ние треба да направиме промена во ваквото, ајде да кажам, локално уредување, заради тоа што многу одлуки зависат од градоначалниците, од самоволието на градоначалниците, гледате што не се случува во Скопје. И апсолутно е дека некаков ичекор треба да се направи на тој пат. И најдобре граѓаните ќе ги кажат на следните избори кој е ичекорот. Секогаш можете да направите повеќе.
Па јас Во секоја општина може нема да втор направите да ви набројам. Само Скопје видите, град Скопје и доволно е. Да не навлегуваме во другите. Се дистанцира ВМРО ДПМН е јасно од градоначалничката на град Скопје, тука нема двојба. Сега ќе видиме дали цехот ќе го плати на локални избори или нема да го плати ВМРО ДПМН за Скопје, зборуваме. Но во поголемите скопски општини, бидејќи живеам во Скопје, јас можам да ви кажам дека градоначалниците супер функционираат и перфектно работат. Без никаков скандал. Кажете ми ајде еден скандал. Дајте ми еден скандал за градоначалникот на Охрид. Дајте ми еден скандал за градоначалникот на Штип. Дајте ми еден скандал за градоначалникот на Битол. Ја не сум ги следел скандалите. Дајте ми еден скандал за градоначалникот на Радовиш. Тоа го знаат тамошните граѓани. Ајде така да дискутираме во јавноста се присутни. Зарем ова не ви е скандал дека општината во Кочани дозволила таков објект да работи долго време Затоа е во притвор. И тука нема селективност. Па сега ако почнеме со вакви скандали до утре ќе ви кажам. Затоа е во притвор. Ова не е тоа е национална трагедија, национална многу повеќе од трагедија, скандала. Не можеме да ја правиме да тераме политика од тоа. Но и тука гледаме постапување на институциите. Па не кажавте ниту еден сега. Само за првите две можеме да збориме. Ама ете во притвор и тука или за него е политички прогон. За градоначалникот на Кочани зборуваме. Видете може и за него е политички прогон. Финансиските податоци, видете во Битола што се случува, да речеме, колку е таму долго. Видете ги долговите во општините што се случува. Не сам тоа е сам по себе скандал. Видете ги проектите кои што какви се долговите за Битола, не знам, не пратам. Па видов само сите предпријатија беа во страшни долгови и исто и општината. Сега не ги знам бројките на памет, извинете. Ама гледате, пример предавам во Битола. Јас можам да ви кажам дека во последниве неколку години Битола се трансформира. Одам го гледам, пред очи ги гледам работите што се случуваат. Се трансформира општината, се гради. Се прават булевари, улици, се прават тротоари. Дали е доволно? Пак ќе кажам, не е доволно. Не, тоа е политичка илузија. Може повеќе да се политичка илузија, не е реалност. Мерцедес од 60.000 евра на рами смерко не е политичка илузија, а ова е политичка илузија. Така општина Струга заглавена во долгови купува Мерцедес не е политичка илузија, ама Битола наводно било заглавена во долгови, тоа е политичка илузија. Немојте ве молам, знаете како, кога зборувате со факти и со аргументи. Тема, не знам дали можеме да се на пример вечером фактите не спремен. Ја не знам колку е долгот на Битола, ако знаете, ќе ми ја затворев устата, ама бидејќи вие не знаете, тоа е политичка илузија која што ја терате. Не е така, мислам, можеме да сега да кажа дека јавните предпријатија салдото им е во минус, претпоставам за тоа го говоревте. Да се навратиме на тоа приеска што го кажавте дека претпоставувате доколку се остварат некои прогнози дека по изборите премиерот Мицковски ќе имал тешка задача да одбере. Малце појасно тука од што да одбере. Па видите, со кој дали ќе продолжи мнозинството во владата со друга партија, дали некој ќе се исклучи или дали ќе треба Влен да ги замени со Дуи, наједноставно кажам. Па тоа е се прашање кој што ќе треба да одлучи. Прво ќе треба да одлучи дали ќе продолжи со ова парламентарно мнозинство или ќе бара ново и самиот најави дека реконструкција нема да избори, да има до избори, после избори ќе има можна реконструкција, не кажа дали ќе има или не. Ја мислам дека информации какви се? Ја мислам дека дури и да има реконструкција, тоа може само подобро да донесе на Република Македонија. Првата одлука ќе биде и тука мислам дека клучно ќе се крши одлуката на Мицковски. Дали ќе го менаџира конфликтот во Влен помеѓу усијаните глави, гледаме кои се препукуваат по каков е конфликт? Па, оно што го гледаме во медиуми, мислам дека тоа е борба за превласт. Конфликтот е производ на борбата за превласт во Дуи. Во Влен, пардон. Или ќе оди со тоа сакате да кажете дека Влен Мицковски ги формираше? Не, видете. Значи тој од позиција на мандатар или на премиер разговара со коалиционите партнери и сега едниот бара едно, другиот и на тоа менаџирање јас зборував. Не реков дека Влен ги формираше Мицковски, далеко од тоа. Ама што е разликата ако бидат посебни сите исто во власт, мислам во влада, сегашни да речеме таравари посебно и овие другите посебно и да бидат заедно во Влен. Што е разликата во тоа? За премиерот не значи ништо. Кога се реализира политичка програма, многу значи. Нема врска. Многу значи, апсолутно многу. Поготово програма на влада кога се реализира, многу значи внатре во самата влада да е кохерентно, да нема кавги помеѓу министрите, да се доди тоа на договорна основа, да не се препукуваат. Ти можеш и во рамките на истата партија и тие проблеми да ги имаш, мислам, како може да си сигурен дека во рамките на истата партија ги немаш тие проблеми? Мислам, тоа не е апсолутно. Ама едно е внатре во партијата, друго е по медиуми и препукување. Тоа се две различни работи. И втората одлука ќе биде
што со ДУИ. И тука мислам дека може комотно да му каже, видете 2021 што се случи, не сакам ќе си продолжам со Влен да коалицирам. Во секој случај владата има сериозна... Се извинувам, ако се случи тоа и покрај тоа во хипотетичко сценарио, ако победе ДУИ, сепак да си продолжи владата се функционира со Влен. Ќе го прифатите вие тоа како реално? Ние многу одамна сме кажале дека бараме парламентарни избори да бидат заедно со локални и мислиме дека тоа би било најдобро решение за овој период во државата, но секако тоа не зависи само од нас, тоа треба да биде резултат на една инклузивна дискусија со сите политички чинители во државата. Но секако дека ако биде јасен како што беше во минативе, без разлика што колега вика дека не било така во минативе избори, ние секако дека ќе се бориме за некако гласот на албанците да биде представен во владата. Во поинаков случај нема да има смисла да се има надпревар за парламентарни избори во албанскиот блок. Што 15 секунди завршуваме. Што со гласот на македонците 2021? Па тогаш ВМРО ДПМН победи, зошто тогаш не го слушнавте гласот на македонците? 21? 21 на локални избори ВМРО ДПМН суверено победи. Вака. И зошто тогаш не го слушнавте гласот на македонците? Или тогаш не ви одговараше, а сега ви одговара? И второ, мислам, ушто дека е безпредметно да разговараме за парламентарни избори. ВМРО ДПМН има 58 пратеници, стабилна влада. Со 30 и нешто пратеници СДСМ и ДУИ тогаш со 58 има ја вкупно, нема ја влада, не дадоа предвремени избори, не гледам причина и сега. Добро, ви благодарам на двајца за учеството во вечерашната емисија, ви благодарам на искрената и конструктивна дебата, ви благодарам што ја прифативте поканата, многу е добро што еве и од ДУИ слушнавме конечно дека во минатото направиле многу големи грешки и поради тоа Не многу, имало грешки. И го потребивте многу грешки, зборот го запамтив, а претпоставам дека во опозиција многу може да се направи и ретроспектива на своето владење. Тоа е корисно и благодарам уште еднаш. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.